Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Сања од детската градинка 13 ноември во Скопје. Денес ќе се дружиме повторно. Ќе раскажуваме нешто многу интересно. Но пред да почнеме, сакам да ве прашам нешто. Дали знаете кое годишно време е сега? Токму така. Бидејќи се е зелено на сликата, сигурно се работи за годишното време пролет. Годишно време кога во природата се раззеленува. Почнува да расте зелена трева, почнуваат да расцветуваат првите пролетни цветови, сонцето почнува се посилно да грее со своите зраци и да го тера нежното ветре да ги милува гранките на дрвјата на кои што туку-што почнале да растат зелени листови. А секако има и уште нешто. Мислам дека нешто недостасува во оваа прекрасна пролетна природа. Тоа се инсектите. Дали знаете вие што се тоа инсекти? Ајде да видиме. Штом ќе пристигне пролета, низ зелената трева започнува да лази полжавот. Тоа е пеперутка. И таа се радува на првите сончеви пролетни зраци. Пчелката се буди од зимскиот сон и започнува да бара храна со првите пролетни цвеќиња. А бубамарите ќе видиме што понатаму прават. А дали деца знаете вие што е тоа бубамара? Тоа е мала бубачка која што има тврди крилца кои се најчесто обоени во црвена боја со црни точки. А сега малку да се подготвиме за учење. Најпрво да се растегнеме. Дали сте подготвени? Ајде почнуваме. Полека кренете ги рацете високо над главата, како да сакате да ја дофатите гранката од дрвото. Ајде, обидете се. Високо кренете ги рачињата, дури можете и да застанете на прстињата. Така. А сега спуштате ги рачињата ниско на земјата, како да сакате да ги погалите убавите прекрасни пролетни цвеќиња. Браво! Сега доаѓа полжавот. Тој лази. Ајде, можете и вие да се обидете да лазите исто како полжавчето. Обидете се. Браво! Пеперутката исто така лета. Ајде, можете и вие да се обидете да летате како пеперутката. Браво, дечиња! Пчелата исто така лета, но додека лета таа зуе. Да видиме како зуе. Зззз. Така е. Ајде да пробаме уште еднаш. Земете воздух. Зззз. Така, одлично. А бубамарите тивко нешто си раскажуваат. И тоа додека си раскажуваат, како да се слуша. Ајде сега заедно да земеме воздух. Така е. Ама сега може малку потивко, како што се тивки двете бубамари. Земете длабоко воздух. Браво, другари. Одлично се раздвиживме, дишевме длабоко и се подготвивме. Сега ќе ви прочитам една интересна приказна за Лара жолтата бубамара.
Текстот на приказната го напиша Марта Еванс, илустрацијата е на Кетрин Холцхаузен, а дизајнот на Надин Крил. Па да слушнеме да видиме што се работи во оваа приказна. Лара жолтата бубамара. Бубамарата Лара беше посебна бубачка. Од сите нејзини другарчиња само таа имаше светло жолти крилца. Сите ги сакаа нејзините жолти крилца. Секое утро пеперугата Биби ја поздравуваше, а богомолката Марија секогаш им мавнуваше. Дури и сеса на муртениот пајак беше среќен што ја гледа. На училиште таа си играше со многу другарчиња. Но Лара сакаше да биде како другите бубамари. Камо да имав црвени крилца како тебе, мамо, плачеше таа. И така, еден ден, за да ја развесели мајка и ги обои крилцата на Лара во црвено. Следното утро никој не ја поздрави Лара одејќи накај училиштето. А кога стигна таму, никој од другарчињата не ѝ рече здраво. Лара седеше сосема сама. Никој не ги забележа нејзините нови црвени крилца. Се додека учителката Мија не ја виде и ѝ рече: си ги обоила твоите прекрасни жолти крилца. Соучениците на Лара беа зачудени. Па, твоите крилца се посебни, единствени се, ретки. Лара, рече учителката Мија, твоите жолти крилца те прават тоа што си ти. Исто како точкичката на Сифа и ножињата на Сали. Кога се врати дома, Лара долго се капеше и се триеше, се додека нејзините златни крилца не светнаа. Веќе никогаш нема да си ги бојам крилцата, си помисли таа, освен можеби еднаш или два пати. Да пробам малку виолетово или нешто убаво, но не за секогаш и само за забава. Еве на крајот, драги другарчиња, што си направила Лара, нели, за забава. Дури таа си го сменила и својот дизајн. Ви се допадна сигурно приказната. Секако, деца, за оваа приказна, во оваа приказна се зборува за Лара жолтата бубамара. Што мислите дека е уникатно кај Лара? Така е, низините жолти крилца. А дали мислите дека Лара беше среќна со своите крилца? Секако дека не. Таа во еден момент сакаше да ги офарба низините крилца во црвена боја, да биде иста како низините другарчиња. Но што се случи? Никој не ја препозна. Никој не ја рече здраво. И кога ја забележаа другарчињата дека е всушност Лара, жолтата бубамара, која ги обоила своите крилца во црвена боја, тогаш што и рекоа дека
Низините жолти крилца се единствени, уникатни и посебни. Тие биле специјално убави. Па така и ние, другари. Сите сме убави на свој начин, но сите имаме некоја своја посебна и специјална убавина. Токму така. Се надевам дека ви се допадна приказната. А сега можеме да одиме понатаму. Секако дека еве Лара, жолтата бубамара и незините пријатели црвените бубамари. Ете така. А сега, другари, и вие можете да направите ваши бубамари. Но најпрво би сакала да ве замолам да си замислите и да се подсетите на вашите другари од градинка. Да размислите и да ви текне како тие изгледаа, што носеа, каква облека носеа, какви очи има и можете да ги нацртате. Потоа, можете да ги нацртате и крилцата на бубамарата, но можете не само во точки, туку можете исто како Лара, жолтата бубамара, да направите и некои своји дизајни. А потоа некој од вашите домашни може да ви помогне да ги исечете со ножички и крилцата да ги залепите на грбчето на вашите другарчиња. Така ќе направите еден синџир од бубамари, еден синџир од другарчиња. Тоа беше се за денес, а пред да завршиме може и уште некоја идеја за да направиме некои интересни бубамари. Можете да ги искористите старите празни шишиња од дома, да ги обоите во различна боја и да им ставите точки или некои други дезени. Потоа можете да ги искористите и старите капачиња, а ако имате дома и магнетче, може да си направите магнетчиња за на фрижидер. И ако имате и хартија, можете да направите бубамари во различна боја. Ете така, мои пријатели. За денес беше тоа. Наскоро се гледаме повторно. До гледање!